Јас најпрво сакам искрено да изразам сочувство до родителите од Кочани, затоа што сметам дека никој не може да се соживее со болката на една мајка која пред време го изгубила своето дете. И сметам дека за жал ние како собрание не успеавме колективно да се надминеме себе си и ова трагедија не е несреќа, затоа што несреќа е нешто што не зависи од нас. Ова е трагедија од очигледни системски пропусти. Мислам дека ние сите како представници во овој законодавен дом не успеавме да покажеме на повисока одговорност, една повисока емпатија и оваа тема да ја ставиме на пиедестал во рамките на ова собрание. Мене ми е жал и понизно сакам да ви се заблагодарам што токму поради вашата упорност, токму поради вашите барања, да не беше вашата представка, ние можеби и денес тука немаше да говориме за трагедијата во Кочани и можеби никогаш немаше ни да се отвори како тема за дискусија трагедијата во Кочани. Во однос на вашата представка, јас нема да се задржувам на правните формалности, затоа што гледам и дека и таа е тенденцијата при секое артикулирање на оваа тема за некакво влијание врз постапката, што од друга страна јас сметам дека го имаме целосно правото да бидеме скептични на овој правосуден систем, како што често слушаме дека има доверба од само 2%. Затоа јас сметам дека ние треба внимателно и континуирано да го следиме и судскиот процес, затоа што ова е држава каде што најверојатно како никаде во светот застареле и 2 случаи на масовни прислушкувања, што многу говори за капацитетите на нашиот судско-обвинителски систем. И затоа не се слагам дека не треба да имаме мислења и не се слагам дека не треба да алармираме кога гледаме повторно обиди само за Кабелот да биде виновен. Она што беше потенцирано и во вашата представка, што сметам дека собранието апсолутно не го оправда, е тоа барањето за едни системски измени, дека оваа трагедија треба да биде аларм за пропустите, за свесните пропусти кои доведоа до оваа трагедија. И јас жалам што морам да констатирам дека никогаш не се отвори една поширока, постручна, посеопфатна дискусија каде ќе бидат лоцирани системските пропусти, недоследностите во законските решенија кои дозволија да се случи ова што се случи. За жал, ние во 9 месеци немаме донесено ниту едно законско решение кои би произлегло од пропустите кои беа нотирани при оваа трагедија. Ние чекаме 9 месеци да биде донесен и законот за угостителска дејност. Мислам дека владата уште од март најави дека ќе има измени за законот за угостителска дејност, каде што било дозволено само со изјава на потполна и морална и кривична одговорност да се отвараат вакви дискотеки на смртта, но таква измена до нас уште не е дојдена. Јас како пратеник во ова собрание ми смеам да барам одговори и што е констатирано при инспекцијскиот надзор на дивоградбите. Затоа што после трагедијата во Кочани беа најавени вонредни инспекцијски надзори, како на дискотеките, беа најавени вонредни инспекцијски надзори, како на дивоградбите. Јас дури упатив и писмено пратеничко прашање, што е констатирано при вонредниот инспекцијски надзор на дивоградбите, кој го најави Министерството за транспорт, на кој добив за жал штур одговор дека целосната документација и фактичката состојба е препратена на соодветни надлежни органи. И тука доаѓа до тоа дека ние ниту како пратеници во ова собрание немаме информации што преземат институциите после оваа трагедија во Кочани. Ние не го проблематизираме самиот концепт на дивоградби, легализацијата на дивоградби, кои се опасни по животот и по безбедноста на граѓаните, туку се уште за жал тераме со визија дека потребно е да се гради, а не да се руши. И тоа кажува многу колку ние научивме од трагедијата во Кочани. И тука ние треба да дискутираме пред се за политичка одговорност, како што кажаа нашите
претходните говорници, затоа што ние не можеме да не игнорираме дека имаме министер во влада кој се појавува со службени возила на рочиштата за Кочани. Министер кој уште во април месец беше најавен дека ќе биде разрешен, значи говориме за политичка одговорност, и од април месец се уште нема никаков одговор. Овие прашања се легитимни, кои треба да ги начнеме, и не треба никој да се обидува да не цензурира со некакви погрни етикети за наводни лешинарења и злоупотреби. Злоупотреби не се тие што бараат одговори. Не злоупотребуваат тие што бараат одговори, тие што бараат политичка одговорност. Злоупотребуваат оние што носеле одлуки изминативе 35 години, оние што носеле закони каде што може да се отвори штала само со една обична изјава, злоупотребували и профитирале оние корумпирани инспектори кои за неколку часовници дозволувале шталата да работи, злоупотребувале оние началници инспектори кои во дискотеката на смртта земале мито и 9 години не констатирале ниту еден прекршок. Затоа што од податоците кои се јавно достапни се покажува дека единствена институција која не изречила казна во дискотеката на смртта е токму МВР. А додека ние баравме одговори во собрание за началниците кои предоцна ја почне акцијата, одговорот од министерот беше дека ние ја етикетираме цела полиција во обид да се замолчи правдата. Јас нема да дозволам да бидеме замолчени, затоа што очигледно е дека на Македонија постојано и се случуваат колективни порази и ние не учиме од тие колективни порази. И јас можам да апелирам само од тука, особено до оние кои имаат мок да ги носат одлуките, оние кои имаат мок да креираат политики, е да не го замолчуваат гласот на оние кои бараат правда, да не го замолчуваат гласот на оние кои бараат одговори, затоа што, за жал, со ова 35 годишно владење, со ова ниво на политичка одговорност, за жал, Македонија е држава каде што имаме изгубено повеќе деца во системски трагедии отколку што губи една држава во војна. Благодарам.